Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 143-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а последниот четврток од април на 103 се разбира дека е посветен на месечната рекапитулација на сето тоа што беше вредно да се погледне на малиот екран, односно барем да биде провирано на радиобрановите во овој телевизионерски формат, како што го условувам, односно селектирав 3 серии кои го одбележа овој месец со своите квалитети кои ги поседуваат, со тоа што ќе започнеме денес со една оригинална анимирана серија во која ќе уживаат возрастните гледачи, со оглед на тоа што крими трилер агенциите се на широко распространети во неа. Потоа ќе говорам за 7-та сезона на една од најзначајните антолошки серии во историјата на човештвото, која најдобро го отсликува денешниот зајдгајст и технолошкиот страф, кој што сакале или не да признаеме е постоечки кај сите нас. А за крај ќе говорам за 3-та сезона на серијата за згодите и незгодите на богатите туристи во Тајланд, односно ќе ви говорам за ТВ сериите Common Side Effects, Black Mirror и The White Lotus. Така што најдете удобна позиција и дозволете на магијата на радио телевизионерството да ве обземе. Емисијата ја започнавме со 7 пати Пикс, така ќе ги дословувам, односно ова е веќе препознатлив и реномиран бенд кој музицира од Ньюкасл, од Англија. Стоне рок со хеви и нојзи призвуци кои што се воочливи во нивниот исказ. За Rocket Recordings кој издадоа нивниот нов албум Dead Hilarious, односно 5-то студиско остварување, од кое имавме можност да слушнеме Blockage, композицијата која што го отвори овој албум, потоа слушнавме Low Pen, односно музичкото патешествие низ меридијаните од Англија го преминавме на дестинацијата Охајо во Коламбус, односно каде што музицираат Low Pen, кој се hard rock, stoner rock бенд кој го издадоа нивното ново студиско издание именувано како Get Well Soon, од кој што ја слушнавме The Good Fight и ги слушнавме секогаш забавните Hangement, односно станува збор за еден норвешки бенд, скокаме од Америка во Норвешка, за да ги јаваме овие нивни музички бранувања кои што се своевидна сладжи, хеви, стоне рок, кромањонска, како што сами би се условиле музика, за тоа што се од Норвешка, што значи дека мора Corpse Paint да стават на себе и да пародизираат black metal во една преградка која што го краси нивниот нов студиски албум именуван како Satanic Panic Attack, од кој имавме можност да ја слушнеме насловната композиција. А во продолжение ги слушаме Меса, односно станува збор за еден италијански бенд, остануваме на европскиот континент, со тоа што во прашање е бенд со думерски влијанија повеќе во својот израз, иако има и рок-н-рол, се разбира, не може едно без друго, со тоа што ќе слушнеме композиција која се наоѓа на нивното 4-то студиско издание, именувано како The Spin, со тоа што ќе уживате, предпоставувам, во синтесайзерите, во вокалите на Сара, ќе уживате овој поразличен пристап кој го имаат за разлика од другите думери кои го препознаа Metal Blade Records, за кој е издаден ова нивно ново остварување, односно од The Spin ќе слушнеме Fire on the Roof. Доколку сакате да дознаете кои се највпечатливите серии за овој месец, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Common Side Effects е американска анимирана ТВ серија за возрастни гледачи, создадена од Джозеф Бенет, односно човекот заслужен за една од моите најомилени американски анимирани серии за која што посветив епизода на ТВ 103, односно Scavenger's Reign, и соработува за создавањето на Common Side Effects со Стив Хели, односно тоа е продуцентот на VIP, 30 Rock и The Office, кои обединуваат препознатливата анимација со сериализираните кримичинители во една
прекрасна синергија пред се. Работена е за Adult Swim, која знаете дека е во собствеништво на Cartoon Network, односно составен дел од нивниот Тунами програмски блок, кој за да биде пошироко достапна, може да ја погледнете кај нас на Max, кој во стриминг војните се наоѓа на 6-та позиција со 79 милиони претплатници, милион помалку од YouTube Premium, но значително над Hulu е пласиран Max. Серијата брои 10 епизоди од по 23 минути, што значи за нецели 4 часа трае ова сезона, која започна со емитување за жал недела за недела, на 2 февруари траеше до 30 март, што па значеше дека се влечкаше емитувањето 2 месеци и јас чекав комплетно да излезе за да ја изгледам, затоа што премала доза ми е една епизода неделно и ги изгледав во еден ден за викенд и не зажалив, затоа што ако сакате анимација и имате 3,5-4 часа за одвојување, дефинитивно не треба да се двоумите. Во серијата станува збор за двајца поранешни соученици, кои биле партнери на вежбите по хемија, односно Маршал и Френсис, со позајмени гласови на Дейв Кинг и Емили Пеџераст, се пресретнуваат откако Маршал ќе ги открие лековитите својства на печурката синиот ангел, како што ја нарекуваат, која има потенцијал да ја излечи секоја болест, буквално, односно способност која Френсис смета дека е погодна за нејзино унапредување во хиерархијата на фармацевската компанија Reuticale, за која нели работи, третирана од нејзиниот своеволен шеф како глорифицирана секретарка, која ја крие незината работна позиција од Маршал, со оглед на тоа што тој не сака да заврши таа моќ во рацете на конгломератот, туку сака да го стабилизира незиното производство и да биде достапна за сите, да може да се стави крај на неизлечивите болести, како што може да забележиме дека е возможно со неколкуте примери на незини конзументи кои се измолкнале од прагот на смртта. Се извинувам, без разлика на добрите и честни намери на поединците, во мигот кога ќе се примени печурката за себични цели, се застранува од целите за општото добро, па неретко серијата е социокритична кон капиталистичкиот магнат, кој бара секаков начин финансиски да профитира од болката на луѓето, не излекувајќи ги пред се, туку навлекувајќи ги на медикаменти. На визуелен план, многу е сличен цртежот со Scavenger's Train, но исто така може да се направи една тематска паралела која вклучува лековитост на самата природа, или ако човекот остане во симбиотска врска со неа, па дури ако сакате подлабинска нишка има со повторување на малите неми човечиња кои наликуваат на истаков вид од претходната серија која што ви ја напоменувам, која тука има нели функцијата на сезнајниот гледач, кој го наблюдуваат действието однатре самата серија. Двајца цртежот го работи сличен тим со кој работеше на претходната серија, продуцирана од Green Street Pictures, така што иако има мал број на фреймови во секунда, ако сте навикнати на таа одлика од аниме сериите, например, нема да ви пречи ниту тука, иако секако дека можеле да поработат на збогатување на движењето на ликовите, не само на нивните усти, но симплифицираниот стил ја прави да биде па од друга страна и впечатлива. Криминогените чинители мора да се напомена затоа што сепак го прашање е нестандардизирана супермоќ која ако заврши во погрешни раце, може и тоа како да има несакани последици за целиот свет, па затоа треба да се чува со својот живот и да се брои секоја преостаната печурка, додека не се најдат идеални услови за нејзино лабораториско растење и реплицирање. Се заинтересираат и еден огранок на профитери, предводени од Хилди, кои живеат на маргините на општеството, каде и криумчарат. Меѓутоа, најзабавни ликови секако дека се детективите од DEA, односно агентите Копано и Харингтон, кои секоја епизода наоѓаат време да танцуваат и симпатично при тоа да ги подигнуваат рамењата на битот. Без разлика дали се италијански шлагери во прашање или некоја друга музика, тие се идеалното бодикап дуо кое не сте ни самите свесни дека би било потребно во животот. Тоа значи дека ако се земат предвид комичните влијанија, ајде така да ги условиме, може да се доближи до делата на браќата Коен,
да бидем искрен, тоа значи дека нема да останат недопрени заговорите, како и потребата на псилосебин, на ЛСД, односно бидете подготвени за трансцендентални чинодействија за кои анимацијата е идеалниот медиум, така што надприродните, надреални елементи кои се граничат со SF тропите се мал зачин во серијата, затоа што сепак е приземена во тековната реалност, што ја прави па полесно за следење на пошироката јавност. Шпионски трилери со заговори не се поджанрови по мој вкус, да бидем искрен, затоа што се доста формулаични и неинвентивни, па затоа ми беа најнезанимливите елементи од серијата кои секако дека се повеќе од нужни за задржување на хибридизацијата на тој melting pot од жанрови и влијанија. Меѓутоа, хуморот и надреалните ментални патешествија во другите димензии и пространства на самото постоење, каде незауздано патува мислата под действие, сакав да ги има што е можно поголем број, но тоа е одлука на авторите и тие одлучуваат на која страна треба да натежне тасот на жанровската вага. Тајно беше прикажан пилотот на оваа серија на фестивалот Анеси, а јавно на Комикон во јули 2024 и на моје големо задоволство е одобрена и втора сезона, иако немаше да тагувам и доколку останеше само на прва сезона, да беше заклучена и без да се разводенува во некоја наредна итерација, но очигледно се задоволни од бројките од Adult Swim, а и Максима доста вирален маркетинг по социјалните мрежи за серијата, така што тој допре дури до мене. Во плејадата на анимираните серии, кои никнуваат насекаде, се брзаат рокови на штета на анимираниот стил, се занемарува значењето на изградбата на ликови, нивниот заемен однос, на сметка на хипотетичко градење на светови и рибарење за продолженија. Се појавува серијата Common Side Effect со интригантна премиса, спојувајќи крими-трилер конвенции, зачинети со доза на хумор и надреални странствувања на мислата, која говори за хипотезата како би се однесувал светот доколку се најде семоќен лек, кој ќе стави крај на страдањата во човештвото и кој за какви цели ќе го употребува, односно злоупотребува, и дали воопшто ќе дојде до рацете на обичниот човек или само ќе биде наменет за продолжување на животот на елитните избраници, челниците на империите, ако повеќе сакате. По гледањето на серијата се почесто ми се појавуваат рекламите за невообичаените печорки кај нас, кои можеби од секогаш се рекламирале, само што јас почнав по гледањето на серијата да им обрнувам поголемо внимание. Чисто, онака за секој случај. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, ќе слушаме малку по психоделичен стонер рок, односно ќе останеме на американскиот континент. Овој пат ги слушаме Cryptic Witch од Денвер, Колорадо, кои го издадоа нивниот нов албум Eons of Chaos, од кој ќе слушнеме Dream Eater, потоа ги слушаме Ritual King, односно во прашање е бенд кој што е од Сан Рамон од Калифорнија, уште еден heavy psych stoner rock бенд кој ја го издаде новото студиско издание кое гласи The Future Works Sessions, односно тоа е еден вид на снимени нивни сесии, каде што ќе имаме можност да слушнеме изведбата на Worlds Divide и ќе завршиме со секогаш преценетиот бенд Dead Medals, односно психоделичниот бенд од Вашингтон DC. Поточно ќе слушнеме композиција која што се наоѓа на нивното, ако не се лажам, 12-то студиско издание кое гласи Voyager to Voyager. Претходното им беше пред 3 години. Ова издание ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата Dead Tree Shake. Избрав една творба која е закопана длабоко во албумот, па се надевам дека ќе ви се допадне. Така што продолжение слушаме психоделичен стонер рок и потоа се враќаме да ви говорам за Black Mirror. Black Mirror е британска ТВ серија создадена од страна на Чарли Брукнер. Тоа е сценаристот на Dead Set, на Newswipe и сите тие итерации на овај серијал.
Исто така од неговата глава се има родено и Канкон Earth, Канкон Life и Канкон Britain, односно Филомена Канк е негова творба и секако тој е авторот кој стои зад сатиричниот Dead to 2020. Денес ќе ви говорам за 7-та сезона на Black Mirror. Ако сте заинтересирани, ги имам рецензирано сите сезони претходно, што во Дансе Макабре, што во TV103, затоа што ова е серијата која во мигот, кога се појави првата епизода, беше рецензирана од моја страна и уште во првата сезона ја прогласив за една од најзначајните антологии во човештвото. Првите 2 сезони беа работени за Channel 4, потоа Netflix откупува ексклузивни права за емитување на серијата и тогаш се забележува значителен пад во квалитетот. Меѓутоа, Чарли сватил со кого си има работа и во процесот на адаптирање на работната средина и очекувањата од страна на Netflix, последните неколку сезони, од сезона во сезона веќе го враќа приматот кој го заслужува со својата бравура пред се. Таков е случајот со 7-та сезона, која брои 6 епизоди, за инает држејќи се до британскиот формат, кој имаат премиера на 10 април, што значеше дека јас се оставив што правев и се фатив за нивно гледање, така што првите 5 епизоди се околу 50 на минути, а 6-та трае саат и пол, што значи дека за да ја изгледате во целост ќе ви бидат потребни 5,5 часа, така што јас проблемот на гледањето го решив на тој начин што ги изгледав 5 епизоди во еден здив и агонијата на последната епизода ја оставив за наредниот ден, затоа што не сум некој си голем љубител на неа, но затоа потоа. Доколку не сте гледали ниту една епизода од Black Mirror, од една страна ви завидувам, затоа што за прв пат би се соочиле со непроценливата убавина на првата сезона, а од друга страна сте ја испуштили една од најзначајните серии кои имавме можност да се пофалиме дека била создавана додека сме биле живи, а Netflix сите ги имате во вашите домови и не морам да ви кажувам дека е најгледаниот стример во светот со 270 милиони преплатници, кои во нивната квантитативна и неквалитативна понуда за април ги има медицинската Pulse, потоа Ransom Canyon, анимираната Devil May Cry, аниме серијата Moonrise, корејската Karma, турската Истанбул енциклопедија, документарните The Clubhouse, A Year with the Red Sox, Bad Influence, The Dark Side of Kidfluencing, Race for the Crown, Carlos Alvarez My Way, се извинувам, Карлос Алкарес My Way, од кој се убедувам да ја гледам Devil May Cry, ама никако да го направам тоа. Радо ви погледам некои од документарните серии, поточно Kidfluencing ме заинтригира, што значи повторно добиваме преголем избор на незанимлива содржина, која нареден месец ќе биде зголемена со нова сезона на Love, Death and Robots, што дефинитивно ќе се гледа, документарната трагеди Foretold, Flight 3054, Angie Fake Life, True Crime, American Manhunt, Osama Bin Laden, Fred and Rose West, A British Horror Story, Cold Case, The Tylenol Murders, данската The Reverse, холандската Football Parents, шпанските Snakes and Ladders и Rotten Legacy, кинеската Forget You Not, корејската Dear Hengrang, италијанската Real Men, индиската The Royals, арапската Franklin, ромком серијата The Four Seasons, црната комедија Bad Thoughts и Sirens, како и драмите Forever, трилерот Bad, кримиќот Department Q, The Waterfront, од кој не знам дали би гледал нешто, да видам искрено освен Love, Death and Robots, од ова што ви го напоменав, што ќе очекуваме наредниот месец на Netflix. Да се вратиме на Black Mirror, кој иако содржи антолошки формат, односно не поврзани се действијата на епизодите во континуитет во една сезона, ама една нишка која се провлекува насекаде е стравот од технократијата, односно научно-фантастичната дистопија, во која човекот ќе ја злоупотреби технологијата и таа ќе го доведе до работна екстинкцијата. Најмногу болат епизодите од блиската иднина на ова шпекулативна фикција, односно во кои вешто се вметнати постојачки технолошки изуми кои Чарли знае да ги доведе неколку чекори понапред, за да стави во искушение ненаситна и превртлива човечка природа и токму поради таа надменост да сведочиме на нечија агонија и пропаст. Серијата е модерен пандан на The Twilight Zone, која
има исто толку направено за гледачкото искуство како и серијалот на Род Серлинг, а заедно со American Horror Story, Inside Number 9, Channel Zero, Room 104, Solos, Love, Death and Robots, Electric Dreams, Into the Dark, Small X, Tales from the Loop го популаризира антолошкиот формат, кој беше концепиран и сезонски дури во True Detective, во American Crime Story, во Feud, во The White Lotus, во Uploads, во Humans и Severance, искрено се тематски посродни со Black Mirror. Првата епизода е Common People, каде што при една медицинска интервенција, учителката Аманда се наоѓа во незавидна ситуација, нејзиниот сопруг одлучува да се претплати на услугите на Rivermind, една апликација кој што ќе ја одржуваат во живот, но со своите последици се поголема потреба добива за сон, недоволна покриеност на мрежа и каде се исклучува нејзиниот мозок и подоцна ќе почна да се појавуваат и реклами во нејзината глава, уценувајќи ги да земаат поголеми пакет аранжмани. Според мене најквалитетна е ова епизода во сезоната, која е се содржател на сите белези што треба да ги поседува Black Mirror, од семејството во агонија кој носи немили одлуки и страда поради технолошката зависност, деградирајќи се само за да се добие уште една можност за комфорен живот, иако смртта не може да се победи, во што сведочи одличниот фатален епилог. Рашида Джонс и Крис О'Дауд глумат во оваа епизода, која има 10 од 10 од мене. Втора е Бет Нуар, во која вработена фирма е сомничава за новата практикантка, која е нејзина школска соученичка, која сите ја задевале затоа што била поразлична, односно била отпадник од толпата. Додадете Мандела ефект и способност за видоизменување на колективната свест и ќе добиете реваншистичка премиса, подготвена за сервирање. Штом се обелодени моќта, епизодата станува брканица, работена по терк, но вешто е помешани хуморот, односно исмевањето на недостатоците на работната средина и траумите оставени од булинг. Сиена Кели и Рози Макеуен ги толкуваат главните улоги. 8 од 10 има оваа епизода од мене. Хотел Ревери е третата во сезоната. Тука Чарли оди во домени на вештачка интелигенција и филмска индустрија, што никому не му е померак моментално, особено во употребата на актерка која подлегнува на процедура на ставање на уред на главата и глумење во дигитални пространства со ремейк на филмот Златната ера. И тоа со тоа што постмодерно се реконтекстуализира сценариото, одиграно во живо, со концепции за пренос на истото во живо, но и со замрзнување на ликови. Доко многу простор има за драматуршка игра тука и бришење на нечие постоење за себично добро во екзистенцијата во другиот свет. Според мене ова е Сан Джуниперо на оваа сезона, Иса Рей, Агифафина и Ема Корин глумат во Хотел Ревери. 9 од 10 има ова епизода од мене. Плейтинг, 4-та епизода, каде осомничен за убиство, иницира флешбек во 90-тите, која бил критичар за видеоигри, кој се соочил со револуционерна идеја за формирање на дигитални ликови, кои стапуваат во контакт со него преку екранот, кој ги храни со се појака и појака технологија за да се мултиплицираат, не варе се вонземски створенија, односно ова е најавтобиографската епизода од сите сезони, со оглед на тоа што Чарли во 90-тите беше рецензент на видеоигри и можеби налетал на некој диамант за кој не сака да знаеме, се разбира за наше добро. Трагикомична апокалипса е оваа епизода. Питер Капалди, Луис Грибен глумат во неа, 9 од 10 има од мене. 5-та е Eulogy, во која преку иновативен систем на еден самотен човек му е возможно да се нурне во спомените, каде го има избришано лицето на неговата поранешна сакана, но тој влез во фотографиите ќе разбуди погребани емоции кои ќе отворат неизлечени рани. Пресвртот е ефективен во оваа епизода, уште една балада на албумот, што би рекле. Пол Джиамати прекрасно ја носи на свој грб оваа епизода, во која што глуми и Пеци Ферен, 9 од 10. И 6-та епизода е USS
Callister, односно Into Infinity е поднасловот. Продолжение на истоимената епизода во која клонирани се насреде видеоигра ликови кои се базираат на колегите од работа, кои во неа се екипаж налик Star Trek, кои во оваа сезона се насреде играта и се соочуваат со останатите играчи, каде мора да преживеат и по цена на крадење ресурси од останатите, за да се соочат со создателот на играта, односно самотниот девелопер. Предолг престој во свет кој не сум сигурен зашто мораше да добие експанзија од 3 сати, ама самотијата на создателот е соодветна доловена тука, како што тоа беше илустрирано страна на Джеси Племенс кој глуми и секако епизодата ја предводи Кристин Милоти од Penguin и се појавува и Били Магнусон 8 од 10. Најлошата епизода од оваа сезона е сепак подобра од најдобрите епизоди од останатите серии, а за добрите немам спор. Тие едноставно ја испишуваат историјата. Тука правиме една кратка музичка пауза, во продолжение ќе слушаме стонерок кој преминува во Doom Metal и во Sludge провениенција, односно во музичкото патешествие одиме во Ливерпул, каде што ќе слушнеме рифовите на думерите Конан, кои го издадоа нивното ново студиско издание, односно за Heavy Psych го издадоа Violence Dimension, тоа е нивното, ако не се лажам, 7 со се нивните сесии кои претходно ги издадоа минатата година издание. Ќе слушнеме од него Desolation Hex, ја издвоив неа за токму поради моќниот риф. Ордос ги слушаме во продолжение, значи од Ливерпул се насочуваме кон север во Шведска, во Упсала, од каде музицира овој стонерок, односно Doom Metal бенд, кој го издаде четвртиот студиски албум, именуван како Fire, од кој ќе слушнеме Ferment, и High Grind ќе слушнеме, односно тоа е еден стонер Doom бенд од Мексико, се селиме од Европа во Централна Америка, кои го издадоа, ако не се лажам, нивното EP издание беше, не беше целосно full length издание, односно не беше долгосвирачко издание. War on Drugs се вика ова EP дело. Bonglicious ја избрав композицијата да ја слушнеме од него и потоа ќе преминам последната ТВ серија за денес, односно The White Lotus. Уживајте. The White Lotus е американска антолошка мелодрама со црно-хумористични елементи. Майк Вад е човекот кој што ја има работен, односно White е сценарист на култната Dawson's Creek, потоа тој е потписник и на Freaks and Geeks, Pasadena, телевизиската итерација на School of Rock. Односно, The White Lotus е работена за HBO. Ќе класифицирам како дел од HBO, а не како споената Max, затоа што серијата постои уште од 2021 година и денес ќе ви говорам за незината трета сезона, затоа што HBO имаше некаква си своевидна поделба каде поризичните потвати ги ставаше и поиновативните наменети за помладите за Макс, додека престижните мелодрами останува на основниот канал на HBO, односно на кабелскиот оператор, кој прерасна во стример. HBO кој се едни од најзначајните модернизатори пред се на сериализираниот формат, имаат број на актуелни серии кој е прилично мал, како што моментално беше актуелна документарната Celtic City, а во тек е новата сезона на The Last of Us и најавена е Peeves himself, потоа фентези серијата A Night of the Seven Kingdoms, крими серијата Task, хорор ТВ адаптацијата на It, Welcome to Derry, комедијата The Chair Company, од кој што можеби The Last of Us ќе го добие своето место во втората сезона, а за Pennywise ќе треба да погледнеме пред да коментираме како ќе изгледа и како ќе биде реализиран. Многу пати сум говорил против недела за недела практиката на објавување на епизоди на кабелските телевизии кои се станати стримери, односно да, тоа беше практика во минатото кога седевме пред ТВ уредите и чекавме во толку и толку часот дека ќе се емитува некоја епизода која
Денес е излишен овој концепт, затоа што ги пролонгираат своите серии за да добијат, например, 2 месечни претплати, како што е случајот и со оваа серија, чија трета сезона броеше 8 епизоди, започна 16 февруари, ако не се лажам, и заврши на 6 април. Значи, се стопи снегот, дојде пролета, се уште траеше White Lotus, а јас се одлучив да ја чекам да излезе комплетно, за да можем да го диктирам темпото на низиното гледање, што значи 8 едночасовни епизоди имате на располагање и тоа представуваше за мене преполување и гледање на половина во сабота, половина во недела по 4 часа. Со оглед на тоа што е антолошки принцип прашање, тоа значи дека секоја сезона е засебна целина, односно не се епизодите меѓусебно антолошки разграничени, туку се обидува да прераскаже на приказна во 8 поглавја, во 8 часа, односно концептот кој одекнува е сличен низ сите сезони, тоест група на богати туристи, најчесто парови, пријатели или семејства, се упатуваат на екзотични дестинации, каде детално се запознаваме дека под фасадата на нивните среќни и успешни животи се кријат трулости од погребани тајни кои, ако излезат на површина, би им ги упропастиле животите. Таков е случајот со новата сезона, во која се патува во прекрасниот Тајланд, каде Рик и Челси, глумени од Уолтон Гогинс и Еми Лу Вуд, кои ги знаеме од Vice Principals и неа од Sex Education, се пар кои се наоѓаат во една нестабилна врска во која Рик е тој кој доаѓа со задни намери на островот затоа што има неразрешени сметки со собственикот на адморалиштето, кој има намера да се реваншира, а тој што ќе посегне по сабијата треба да знае дека таа има две страни. Тука се трите пријателки Кейт, Лори и Джеклин, од кои една е сопруга од Тексас, друга е разведена жена во Њу Јорк, а третата е актерка од Холивуд, кои се однесуваат како се уште да се осредно, се озборуваат зад грб и си ги крадат симпатиите од пред очи, не баре се во главни звезди во реалити шоу. Потоа тука се и семејството Ретлиф, односно Тимоти и Викторија, тие се таткото и мајката, со нивните деца Сексон, Пайпер и Лохлан. Джейсон Ајзек се глуми улогата на финансиер, на кој што му гори под нозе. Неговата сопруга ја глуми Паркер Поузи и која си живее во собствен свет, надвор од реалноста. Најстариот син го глуми Патрик Шварценегер, кој е во сенка на неговиот татко. Ќерката потајно сака да се замонаши во Тајланд, а синот Лохлан си има проблеми со признавање на себе си на собствената полиаморозна сексуална тенденција и безмалку инцестуозна определба. Тука се има сажерите кои ги забавуваат девојките, па и собствениците на моралиштето, како и Сем Роквел, кој се појавува како ураган и која ќе соопшти дека доживеал сексуална преродба, говорејќи со Рик, кога искористил тајландски сексуални понуди и во мигот која ќе ја прекине неговата трезвеност, ќе се претвори во слободен цвер од кафезот. Така што серијата ја краси градбата на ликовите, нивната јасна дефинираност и поставеност во заемниот однос, од кој што многу може да се научи. Секако дека има провокативни чинови, кои нема да бидат померак на многу гледачи, затоа што допираат до сексуални табуа, кои може да им бидат неубедителни, но јас ќе потсетам дека во прашање се ликови кои не се преокупирани со финансиски проблеми во животот, вкусиле се, досадно име и потребен име нов стимул за да ги возбуди, така што ни стаа призма, гледајте ги овие ликови кои јас не можам да ги смислам, маките на ултра богатите, кои летуваат кога и каде ќе посакаат, а јас повеќе од деценија не сум ни помислил на летување, но секогаш е утешително да се погледне што ги преокупира еднопроценташите, чија што империја е на рап на срушување затоа што се темели на благи, измами и користолюбие. Има еден лик кој се повторува од првата сезона, односно тоа е ликот на Белинда Линдси, која ја глуми Наташа Ротвел, која е собственичка на спа од Хаваите од првата сезона, која доаѓа до својот среќен крај со помош на уцена. Меѓутоа има доста горчина зад себе, кој што го става чинот во кој поради стекнатите пари го напушта човекот со кој е интимна и му ветува дека може да отвора заеднички бизнис, но кога ќе најде на пари, се разбира,
што исто така говори за моралната ерозија, може да иницираат парите кај лабилни ликови пред се, и ќе го остави на цедило буквално. Комична е сцената за скриената републиканка помеѓу пријателките. На моменти е загрозувачки притисокот од заканите по живот на реваншистите и отчукувањето на темпираната бомба, дека таткото ќе паѓа од тронот кога ќе се врати во САД и ќе го повлече семејството со себе во амбисот, кое не е навикнато да ги нема стекнатите привилегии и води до неколку суицидални помисли, така што серијата допира до разноврсни феномени на модерното американско општество, што комични, што трагични, но и говори за средовечните проќелавени мажи со млади жени трофеи, кои живеат во овие екзотични локации и секој си има свој фетиш, само што ретко кој го признава. Кристијан Фридел од The Zone of Interest е менаџерот на одморалиштето и него го има во оваа серија. Ако првата сезона се фокусираше околу парите, втората сезона околу сексот, третата продуцентот и создателот на серијата White тврди дека е фокусирана, односно е посочена на смртта на западната религија и затоа во фокус се ставени процесите на реинкарнација и процесот на просветлување со помош на источната мисла. Предолга е и преразлечено ми е действието, се прераскажува дури во 7, односно во 6 сати, без големи загуби, но и на споредните ликови им се дава доволно јаже за да се обесат во оваа сезона. Композитор е Кристопел Тапија Девер, Бен Кучин се тој што ужива во кадрирањето во прашумите на Тајланд, кој иако сме навикнати на неговото синило во кадарот прековните серии кои ги има работено, тука има раскошна бои кои треба да ги еманира. Искрено бидам, Infinity Pool ми е најсроден од филмовите со серијата, само што тој филм замина таму каде White Lotus не е подготвена да оди. Како паралела можам да направам со The Resort, Nine Perfect Strangers, Yellow Jackets, каде имаме изолирани ликови на одредена екзотична местност, а најблиската аналогија е со Succession и затоа што е најсродна за проблемите на имотните ликови. Одобрена е наредна сезона, иначе ми е да можам да ја споредам со првата сезона во контекст на квалитативните вредности, која за мене се уште е најдобра, до некаде и од субјективни причини, затоа што Сидни Свини и Александра Дадарио ми се слаба точка, тука морам да признам, особено ако се заедно во кадар. Така што 80 има третата сезона на The White Lotus. А за самиот крај на емисијата ќе изслушнеме Sludge Bucket, односно ќе финишираме со стонер бенд од Окленд од Калифорнија, односно во прашање е се музичари кои го издаваат нивниот шести албум, ако не се лажам, Vampiric Earth. Во прашање се двајца членови на бенд, односно басист и тапанар, така што ќе слушнете инструментална композиција од вампирската ни земја, односно ќе ја слушнеме творбата Discleted, односно Knowing We Will Know, Not to See the Impact of Our Children's World, односно една апокалиптична композиција за самиот крај на ова издание на ТВ103. Вие слушавте 143-тото издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализира првата сезона на серијата Common Side Effects, седмата на Black Mirror и третата на The White Lotus. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии последниот четврток од месецот. До наредното издание гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!